Во следните 3 години во Македонија, Србија, Црнагора и Босна и Херцеговина ќе се имплементира проектот Стратешки сојуз за интегрирано управување со инфраструктурни средства. Финансиската конструкција за реализација тежи околу 2 милиони евра, средства што ги обезбедува германската влада преку ГИС, отворен регионален фонд за модернизација на општинските услуги. Овој проект ќе придонесе да се прошири сознанието и добрата пракса на управување на јавните предпријатија со примена на современите средства на интегрираниот асет менеджмент. Ова ќе биде прв проект во регионот кој е со така масивен карактер. Поточно во него ќе бидат вклучени над 70 општини од 4 земји. Управувањето со имот не е само софтвер, тренинг или систем. Тоа е збир на методологија и процеси на управување со податоците и луѓето во поедини сектори. Software really is just an excuse to implement better practices and methodologies in the utility. Is the way to improve work processes within the utility. They are the catalyst for improving the efficiency in the utilities. And if it's software that particularly has been customized, like our software for the region, they can have a marked effect, as already has been proven, to more than 15-20 utilities using them already. Белградски водовод ја препозна добрата пракса и методологијата на асет менеджмент пред 10 години и веќе на него работат над 100 вработени. Базата на податоци содржи околу 1 милион информации од различни служби и сектори. Napomenjuću da je najbitnija korist od toga što u stvari rukovodstvo donosi odluke na osnovu podataka koje imamo u tom jedinstvenom registru sredstava. Na taj način smo povećali naše prihode, smanjili troškove i unapredili poslovanje, odnosno efikasnost našeg preduzeća. Улогата на промотор на проектот пред јавните предпријатија во Босна и Херцеговина ја има Аквасан мрежата. Da obezbijedimo sve kvalitetne informacije našim predstavnicima, da posebno menadžerima, direktorima koji treba da budu dovoljno hrabri i poduzetni da se odluče za ovakav jedan program, da zaposle svoje ljude i da na račun tog programa i tih ljudi, tih kapaciteta ostvare dugoročnu uštedu u poslovanju, odnosno помогну да njihove услуги буду што квалитетнije према граѓанima. Методологијата дава насоки како да се одржува постојаната инфраструктура, која во голема мера е застарена и запуштена, како и нејзино осовременување и доизградба. За нас ќе значи промена на управувањето во предпријатието, а со тоа значи помали трошоци и подобра услуга за нашите корисници. Mislim da bi trebalo da što više preduzeća da se uključi. Mi ćemo se potruditi da što veći broj vodovodnih preduzeća iz Crne Gore participira u ovom projektu. Добиените сознанија инкорпорирани во системот на предпријатијата на долгорочен план ќе овозможи нивна самоодржливост. Од Меѓународниот форум за води на Нов Белград за Ирис телевизија, Трајан Ристовски.